Добар ден на сите и ви благодарам што се приклучивте да учествувате во второто продолжение од приказната наречена COVID-19 професионална болест. За разлика од минатиот пат, овде со нас го имаме представникот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров, каде што го заменува од друга страна представникот на работниците, во минатиот пат беше Благој Аралповски, така да сега ќе имаме можност да ги слушнеме. Сега од другата страна да ги видиме. Да. Во секој случај, колку да дадам еден вовед во целата оваа тема, значи разговаравме за иницијатива за новиот правилник за професионални болести, каде што во точка 408 беше вметнати COVID-19 како професионална болест која е возможно да им се признае на здравствените работници, лекарите, здравствените работници и медицинскиот персонал. Ние врз основа на тој правилник продискутиравме и заклучивме дека всушност не смее да има во законите, не смее да има дискриминација и врз основа на тоа изготвивме еден допис кој го испративме до Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и до владата, кај што во 3 точки апострофиравме дека законите треба да бидат апликативни и егалитарни за сите работници, под број 1, под број 2 е потребно кога се веќе се прави утврдување на проценка на професионална болест, потребно е да се направи врз основа на одредена методологија, бидејќи тоа го попарува секако и законот. И од број 3 рековме дека за да се разбереме за што зборуваме, потребно е да користиме унифицирани термини, терминологии, како што е COVID-19, како што е SARS-CoV-2 и така натаму и така натаму. Да го скратам моето говорење, да ви посакам на сите добар ден и да го започнеме овој наш разговор. Дали ќе му дадеме предност на гостинот сега или ќе дадеме предност на повторно на дамата? Гостинот. На гостинот. Ангел, здраво. Здраво, ево, јас преземам ризик прв да почнам. Ајде да слушаме. Значи, иако не сакам да звучам како некој уништуваш на забави, но нормално е дека како председател на Организација на работодавачи ќе разговарам и ќе оштитам интересот на работодавачите во Македонија. Така треба. Најпрви на околу правилникот што е објавен во Службен весник број 118. Мислам дека прво немаше никаква потреба да се воведува под точка 408 кај што нели во членот 3 се условите и критериуми за признавање на професионалните болести. Нова точка 408 ефективни заболувања предизвикани од коронавирусот COVID-19, кој во суштина и според условите и критериумите е многу сличен 99%, освен некои мали измени со членот со точката 407, а тоа се други инфективни заболувања предизвикани при превенција на болести, здравствена заштита, домашна посада и други слични активности за кои е докажан ризикот на инфекцијата. Ако владата сакала за COVID-19 да нешто многу поспецифично напише како професионално заболување, тогаш навистина и во условите и во критериумите требало да биде многу по-прецизно направено. Ево и пред емисијата ние разговаравме, значи тука станува збор за луѓе кои не мора да биде доктор, не мора да биде ветеранен персонал, може да биде портир во болница кој при доаѓање да праша некој од заболените, од пациентите да го зарази, нели? Точно. Така да мора да тоа да биде многу поспецифично за да воопшто држи логиката да се предвиди нова точка 408. А во овој случај за што станува збор? Кога се однесува за другите инфективни заболувања, се кажува во условите вика да работи и работни места каде е можен парентерален контакт со причинителот на болеста или позитивна работна анамнеза. А во критериумите пишува да постои доказ за контактот со причинителот на болеста на работно место. И ова како критериум нормално мора да постои затоа што тоа одговара на самата дефиниција
на член 40 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување за тоа што представува професионални болести. Значи, и тоа се болести кои се причинети со подолгорочно непосредно влијание на процесот и условите на трудот за работна способност на осигуреник. Значи, прво, става збор за подолгорочно влијание што зависи од самиот начин на работа и условите на работа на самиот работник. Сега, во точката 408, според мен нема никаква разлика со ова што го читам од точката 407, со тоа што ова услов да работел на работа или да се зарази на работа е ставени во условите, а не во критериумите, па се користи едината одредба да работа на работа и работни задачи, работни места, каде може контакт и изложеност со причинител на болеста позитивна анамнеза. Значи, ја не гледам голема разлика помеѓу овие две точки 407 и 408, него таму не гледам зашто имаше потреба, особено вака недоволно прецизирано, да владата во овој правилник воведе као ново ефективно заболување коронавирус COVID-19. А точно е дека кога зборуваме за критериумите и за условите, главно е каде зарази работникот. Дали тој се заразил на своето работно место, бидејќи дел од заразеници заразуваат на одмор, на туристи, дури и докторите, една докторка се зарази при патување во странство, не се зарази тука на нивното работно место. Многу луѓе се заразија на погреби и така натаму. Значи, сепак дефиницијата за тоа што представува професионална болест мора да важи и во овој случај. Бидејќи ќе се изгуби логиката сега ние секоја година да убацуваме некои нови професионални заболувања кои не одговараат на самата дефиниција на зборот што представува професионално заболување. Што се однесува на тоа, ако некој се зарази во фабриките, значи во фабриката работниците не работат со вируси, не секцираат пациенти, не знам што, не е тоа институт за вирусологија, а таму да се бават да бидат постојано на ризик од такво нешто. Туку станува збор за зараза од некој друг работник кој го нел вирусот внатре, како било која друга зараза. Значи, нема никаква разлика меѓу COVID-19 и другите заразни болести од кои работникот може од еден на друг да ја пренесе заразата. И сега, да не точно околу овие критериуми и услови, во суштина за мене е прашањето што ќе добијат тие работници кои ќе добијат третман на професионално заболување. Значи, што е поинаку него другите болести? За да кога разговараме за нешто, да знаеме за што станува збор, да не мислиме дека тие луѓе не знам кои знае какви права поголеми ќе добијат од другите и така натаму. Па јас се одел во Законот за пензиско и инвалидско осигурување кој ги регулира овие прашања, да утврдам за што станува збор. Значи, ако согласно членот 45 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, ако професионалната неспособност за работа настана како последица на повреда надвор од работа или болест, значи работникот добива и болест надвор. Осигуреното има право на професионална рехабилитација доколку има пензиски стаж кој му покрива најмногу една третина од период на контакт на најмногу 20 години. Значи, ако не е професионалното заболување заради условите на работа, тој треба да има најмногу 20 години живот пензиски на полен стаж за да добива право на професионална рехабилитација. Додека као предимство, ако професионалната неспособност за работа настанала поради повреда на работа или поради професионално заболување, професионална болест за која денеска зборуваме, тогаш осигуреникот има право на професионална рехабилитација без оглед на должината на пензискиот стаж. Значи, ова е едно олеснување на предност, да не речам, на тие луѓе што имаат професионална болест, за разлика од оние што се добиле болест од други причини надвор од работата. Тоа не е поврзано со неговото работно место. Ангел, само една работа. Гледам дека си се потрудил и разгледал сите документи, го гледаш освртот, но ќе те замолам затоа што веројатно има некој проблем со звукот од кај тебе, па нема да ти ја прекинувам мисла да се доискажеш, но ќе ти алармирам вака дека ако е возможно можеш да го поместиш или
нели, компјутерот или оваквото, за да можам подобро да те слушам, ти се прекинуваш. Океј, извини, повели, продолжи. Може би многу силно зборувам. Значи, освен професионална рехабилитација, без разлика на стажот на работникот, другата разлика со другите болести кај работниците е дека работникот кој или они го представуваат осигуреникот, затоа што се работи за пензиско и здравствено осигурување, се стекнал со право на професионална рехабилитација и потоа е утврдена намалена работна способност или инвалидност, значи до денот на почетокот на професионалната рехабилитација и за време на професионалната рехабилитација до вработување на некое друго работно место со намалена работна способност има право на радно место на плата по висина на инвалидска пензија, која би добила во случај на професионална неспособност за работа или инвалидска пензија. И тогаш таа висина на инвалидска пензија во случај на повреда на работа или професионална болест е во висина од 80% од пензиската основица за определување на инвалидска пензија. Што е ова различно со другите инвалиди на трудот? Значи, инвалидност која е причина да речеме со разна повреда на работа на работниците, без оглед должината на пензијскиот стаж, МФО за оваа 2020 година изнесува 78,08% од основицата. Значи тука разликата е скоро никаква. Нема ни цели 2% во разликата на пензиската инвалидност, додека кај инвалидноста причината со повреда надвор од работата или со болест, значи која е настаната пред условите за настанување на инвалидноста, од денот на престанокот на осигурување по настаната инвалидност да е постар од 45 години, да има навршено најмалку 12 години пензиски стаж. Значи, освен овие две работи, разликата во основицата, плаќањето на пред рехабилитацијата на работникот што стекна професионална болест, има само уште една во закона предност на тие луѓе, а тоа е дека и членовите на неговото семејство ја наследуваат семејната пензија, неговата пензија. И ништо повеќе. Ништо повеќе. Што значи не станува збор овде за она што ја слушав професорката Стикова што зборуваше за посебно плаќање на работни денови, некои други привилегии што би ги имале овие луѓе за разлика од другите кои се разболуваат не као резултат на професионално заболување, туку за некоја болест, некоја генетска предиспозиција или било каква болест или да речеме сообраќајка и така натаму. Така да мислам дека кога се работи за правичноста или за тоа дали некои други се дискриминирани професии, а имаат можност да се заразат од COVID-19, сепак треба, ако се доработува веќе овој правилник, точно да се има предвид дефиницијата, тоа значи дека заразувањето мора да биде на работното место и самото природа на работата што ја врши овие велите возачи кои патуваат меѓу граници и така натаму, да таква е типот на работата тој може да се заштити од контакти со евентуално заразени луѓе. Само во тој случај и ќе има логика за една дополнување на овој правилник, иначе во другите случаи јас не гледам логика за COVID и за разлика од оние другите заразни или инфективни заболувања што постоеја до сега во правилникот. Добро, ајде го имаме ставот на работодавачите. Изнесени се неколку клучни елементи, а тоа е дека самиот правилник, самиот по себе, ако добро можем да сумираме, излишен, барем самиот по себе точката 408, не се целиот правилник, но точката 408. Делот на самиот бенефитите кои би ги имал некој кој би се стекнал со правото на професионално заболување не се разликуваат ниту од оние со повреда на работа. И од друга страна, доколку се менува, да се аплицира, да кажеме,
следбено на работниот процес, следбено на тоа што го работи. Ги сумирам само вака, без да коментирам, бидејќи ја спомнавте професор Стикова, би сакале професор Стикова сега да го образложите она што го зборувавме минатиот пат поврзано со бенефитите од добивањето на статус на професионално заболен. Благодарам. На самиот старт би сакала да најавам дека имам некои проблеми со интернетот, вели дека е кај мене нестабилен. Проблеми во комуникацијата, ве молам повторете прашањето така нато. Би сакала најнапред да одговорам само на директното прашање кое што беше поставено од Ангел околу бенефитите. И точно е, јас тоа прашање го споменав и во минатата дискусија. И што е суштината? Јас го поставив прашањето што е тоа што работниците, здравствените или сите останати, би го добиле како некаков бенефит под предпоставка дека ќе им биде признаена професионалната болест. Тоа што нашето актуелно законодавство сега во овој момент го нуди, според мене, е минимално во однос на тоа што работникот може, треба и му е гарантирано да го добие. Како што минатиот пат кажав дека го разбирам благо е ако ги изнесува своите тези затоа што е синдикален представник, ги брани работниците и така натаму, сега исто така го разбирам и Ангел. И тој сака да ги одбрани работодавачите, односно да остане на така малиот пакет на бенефиции кои што работниците ги добиваат по основ на професионална болест. Меѓутоа, минатиот пат нагласив и сега уште еднаш ќе кажам. Република на Конвенцијата на Меѓународната организација за труд 121. Лазар ќе се согласи со мене дека ратификуваните конвенции кај нас можат без било какви проблеми да влезат во правниот живот. Таа конвенција им дава сериозен пакет на бенефити на работниците кај кој ќе биде докажана професионална болест. Јас се залагам за проширување на тој пакет на бенефиции, кој што се сведува на нешто што значи според конвенцијата, не според нашето законодавство, на кеш бенефит, значи одредена сума на кеш пари со која што се обештетува работникот за изгубено здравје, изгубен живот, намалена заработувачка во понатамошниот тек и така натаму, подразбира медицински бенефит, значи бенефит во пакетот на медицинска нега и здравствена заштита поврзана со таа професионална болест и пакет на рехабилитацијски мерки. И во тој смисол, да, законодавецот сега кај нас предвидува сосема мали разлики или нашите работници со професионални болести сега добиваат ист пакет на бенефиции како сите други осигуреници, меѓутоа со различни стапки. Сите добиваме болување, професионалното во професионална болест ќе биде со основица, ќе биде платено 100%. Сите добиваме пензија, инвалидска пензија, промена на работно место, кај професионални болести се разликуваат само стапките, условите и основиците, но не станува збор за никакво ново право. Јас се залагам за внесување на сериозен пакет на бенефиции. Ако се залагам за сериозен пакет на бенефиции кои што ќе ги добијат нашите работници, тогаш исто така се залагам за многу јасни, прецизни, законско дефинирани критериуми преку кои што на работниците ќе им биде докажано право на професионална болест. Ако е тоа така, тогаш повторно топката се враќа кај работодавачот. Според нашиот закон за безбедност и здравје на работа, секој работодавач е должен да направи проценка на ризик на секое работно место. Секој работодавач е должен да превземе соодветни превентивни и корективни мерки, вклучувајќи и лични заштитни средства, со кои ќе го заштити здравјето на работникот. Доколку работодавачот тоа не го направи, тогаш можеме да разговараме за остварување на пакет на бенефиции кои што би следувале по основ на професионална болест. Значи, прво е обврската работодавачот да направи проценка на ризик, да направи се што дозволува науката,
се што може во рамките на организациони, технички, лични и не знам какви заштитни мерки да се спроведе, а тоа не е нити лесно, нити ефтино, ќе се согласи Ангел. И од тука, ако тоа не е направено, влегуваме во процес на признавање на професионална болест. Минатиот пат ние подетално разговаравме за тие услови и критериуми и јас повторно ќе го дефинирам уште еднаш мојот став. Јас како професионалец во областа на безбедност и здравје на работа се залагам секој работник, буквално секој работник, кај кој што причинско-последично ќе биде докажано дека заради условите на работното место му било оштетено здравјето, тој треба да го оствари правото кое што му следува по основ на професионална болест. И тука не можам да направам разлика меѓу здравствените работници и работничките кои што најчесто се работнички без полова дискриминација, кои што работат на каса, но оние кои што во продавниците, оние кои што работеа во пружање на одредени сервисни услуги или пак на оние кои што учествуваа во јавниот транспорт во периодот на ковидот. Меѓутоа, за разлика од минатиот пат, кога разговаравме за условите и критериумите по основ на листата за професионални болести, со која што се усогласивме со Лазар дека треба да имаме долготрајно негативно влијание врз здравјето, дека треба да имаме промена во работната способност, дека треба причинско-последично да се докаже, дека треба да имаме изјава за проценка на ризик работното место да биде прогласено за работно место со зголемен ризик. По завршувањето на таа наша дискусија се јави еден нов момент, а тоа е објавување на соопштението на Фондот за здравствено осигурување, во кој што фондот ги дефинираше чекорите, тоест постапката како на работниците од член 408 ќе им биде остварено правото на плаќање 100% на нивното боловање, односно привремената спреченост за работа. Значи, постапката која што ја дава фондот е само остварување на право за исплата на 100% од основицата на привремената спреченост за работа. Во тој смисол, во тие чекори кои што ги наведува Фондот за здравствено осигурување, се вели дека работникот кој што сака или веќе остварува право на болување поради COVID, треба да ги достави своите документи до матичниот доктор. Тие документи кои што треба да ги достави е извештај од инфектолог, специјалист по заразни болести, и PCR тест. Тоа доставува работникот. Што е тоа? Значи, целиот клуч на прашањето дали COVID може да биде признаен за професионална болест кај здравствените и други работници кои што работат во здравството, беа назначени како медицински работници, велам, клучот повторно сега се наоѓа во рацете на работодавачите. Од нив зависи се како понатаму ќе оди постапката. Зошто? Затоа што Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија во своето соопштение од работодавачот до фондот, до подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување треба да достави пријава за несреќа на работа. Доколку работодавачот не ја достави таа пријава за несреќа на работа, не може да се процедурира понатамошната постапка, која што вели дека, како продолжува, ако пациентот ги достави извештајот од специјалистот и PCR тестот, ако работодавачот ја достави пријавата за несреќа на работа, подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување ги праќа документите до Институтот за медицина на труд и тие пристапуваат кон утврдување или проверка на исполнување на условите за признавање на професионална болест. Може ли сега вака? Малку, професорке, само малку. Веќе ова е клучен елемент од делот на
Утврдување на професионалната болест. Милион прашања ми се Се отворија. согласам. Да. Задржите тука, мислам да сакам да ја префлам тука да сега кај правникот од ова наша дискусија. Значи, кај професорот Јовевски. Лазар, дали е возможно кога професионална болест, како што наведува професорката, треба да се признае преку воведување во системот како несреќена работа, а всушност имаме тука уште еден елемент. За да се признае како несреќена работа, потребно е да се пополнат оние 6-7-8 образци на ЕТО-8 образец. Потребно е да ја вклучиме трудовата инспекција која треба да ја излезе на терен, се разбира, по своје убедување. Оставено е тоа како право на инспекцијата. Но секако треба да го потпише за да биде остварен, да биде префрлено во Фондот за пензиско и здравствено осигурување. И што станува со она, бидејќи колку што се сеќавам, дека 30 дена во периодот од пријавување на несреќа до првиот месец е натовар на работодавач. Што правиме во сите овие случаи кои сега дополнително се ставаат на маса? Како правото гледа на сето? Како ти би го ова протокол и како наједноставно можеме ова да им го предочиме и на работодавачите и на работниците за да го остварат како свое право? Благодарам за дадениот збор, Милан. Поздрав до тебе, поздрав до професорката Стикова, поздрав до Ангел и поздрав до Благоја, кој што ни се приклучи во меѓувреме од Конфедерацијата на слободни синдикати. Навистина е задоволство ми е да учествувам во ваква дискусија, каде што и како и минатиот пат разговараме навистина за една многу актуелна и интересна тема, но еве во самата дискусија излегуваат одредени прашања, би рекол и дилеми кои што полека, но сигурно исплевуваат на површина. Јас пред да ти одговорам директно на ова што ме прашуваш, би сакал само едно мало интро од 2-3 минутки да ми дозволиш, да направам една паралела на тоа што го зборуваше Ангел, на тоа што го зборуваше Стикова и ова што ти ме прашуваш. Всушност, јас повеќе или помалку, како што кажа и претходно Стикова во дискусијата, ги разбирам аспектите и на Ангел и на Благоја. Меѓутоа, кај е моментот? Моментот е што всушност овде треба ние да ја разбереме вистината. Вистината дали е во средината е прашањето на денот. Дали треба сега да правиме одредени компромиси од ставовите на Ангел и на Благоја. Всушност, за да секако дека тоа не е исклучено, меѓутоа генерално испливуваат на површина 2-3 прашања, по мене суштински главни, од дискусиите од минатиот пат и од сега, а гледам дека и Ангел тоа добро го изанализирал што се зборувало и кои документи и така натаму, така што нема да губам време на тоа, туку ќе поентирам. Всушност, во голем дел се слагам со тоа што го зборува Ангел и тоа е така. Тоа е точно. И ние на маргините на минатата дискусија го поставивме прашањето, го допревме, но не го разработивме, всушност за објективната, реалната причина за постоење на точката 408, бидејќи, како што и беше претходно напоменато, навистина се поклапа со 407, освен во тие некои делови кои што ги разговаравме со професорката Стикова во однос на опфатот и некои други спорадични елементи кои што ги нотиравме дека се различни од точката 407. Меѓутоа, генерално и оние аспекти кои што беа напоменати претходно од Закон за пензиско и инвалидско осигурување, тоа е тоа. Тука нема што, значи тоа се законските решенија, но од ова што го зборуваше Ангел, од ова што го зборува Стикова, излегува на површина една друга потреба, тоа е да всушност дефинитивно се доаѓа време кога нас системов ни е потребно да се би рекол рестартира, да се репрограмира, да се види до сега каде бевме и што направивме, а овој COVID-19 вирус всушност го катализираше целиот процес да направиме, би рекол, еден пресек и да преиспитаме како од сега понатака. И токму оваа дискусија сваќам и во тој правец, да всушност ова што го поставаш и ти како прашање сега, еве, ќе се обидам накратко да ти дадам еден одговор. Самата процедура забележително дека е сложена. Прво има и одредени нелогичности. Значи, овој тип на, да речам, заболувања не влегуваат под типичниот, би рекол, оној есенцијален аспект на несреќа при работа.
станува збор, еви гледам и Благоја во меѓувреме поставува едно прашање во рамките на самиот на самата платформа каде што може да се постава прашање, вели дали што ќе се случи ако вработениот, на пример, во одредена фирма во Охрид има заболен од коронавирус и сега претпоставка се заразиле повеќе негови колеги. Дали тоа ќе се води како професионално заболување? Ако одиме по онаа логика која што и беше претходно напомената, дека треба всушност и тие кажа дека треба да се работодавачот да се активира и сега тој тоа да го пријави со сите аспекти, да го пријави како несреќа при работа, да се активира трудов инспекторат и целата таа процедура со сите тие документи, всушност доаѓаме до еден заклучок или ја би рекол еден муабет кој што јас и ти, Милан, го правевме минатата година, ако добро се сеќам, дека овој тип, овој начин, овој систем на пријавување на несреќи при работи кои што еволуираат во рамки може да одат во насока на професионално заболување, всушност не е адекватен. И ако добро се сеќаваш на тој муавет, всушност тогаш заклучивме, а мислам дека не е лошо и сега пред овој аудиториум да го повториме истиот заклучок, дека во однос на самата постапка за пријавување на професионални заболувања, несреќи при работа, всушност нас не е потребен навистина еден поинаков пристап. И тука имаше еден многу добра шематски приказ подготвен од твоја страна, каде што точно се гледаше кои се институции како се вклучуваат и кој е клучниот актер. Точно е тоа дека клучниот актер во целиот процес е работодавачот и тоа професорката Стикова многу добро го напомене и го даде како поента. Во таа смисла, јас би кажал дека дефинитивно, колку ќе се сложите останатите со мене не знам, но мојот став е дека дефинитивно во овој процес на би рекол новиот систем на безбедност и здраве при работа кој што ќе треба да го градиме, ќе треба овие дилеми да ги расчистиме. Системот мора да биде поедноставен, Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот секако да се примени, но со една забелешка дека кога зборуваме за кеш бенефит, ние и сега имаме во одредена смисла кеш бенефити, професорке. Меѓутоа, тие кеш бенефити се водат најчесто во приватни постапки, судски, граѓански постапки, каде што работниците остваруваат одредени права. Претпоставувам, одите на линија на конвенцијата, каде што за волја на вистината и самата одредба во конвенцијата, она упатува дека државата е, меѓутоа не алудира дека мора државата да е таа која што дава одредени кеш бенефити. Во нашиот систем не е непознато да одредени финансиски средства се даваат на лицата кои што доживуваат несреќи при работа и професионални болести. Да, тоа право осцилира низ децениите. Во социјализмот тоа беше многу силно изразено, потоа беше намалено на 50%, па повторно нешто се актуализираше и така натаму, да не навлегувам во детали. Така што ако падне товарот на работодавачите за одредени кеш бенефити, тогаш навистина мислам дека тоа би било едно сериозно дополнително оптоварување нивно и во тој дел мислам дека тука треба да имаме еден мудар пристап, да видиме кои се можностите за државната интервенција, претпоставам на тоа и алудира колешката Стикова, а тоа е да всушност самата држава, согласно нејзините финансиски капацитети и можности, го подобри системот и го дигне нивото на бенефити кои што треба да ги уживаат вработените. Меѓутоа, тоа за да се направи мора да се вклучи правото, односно реформата за која што зборувам на системот на безбедност и здраве при работа, која што не е само измена на законот за безбедност и здраве, тоа е тука дефинитивно се вклучува и закон за пензиско и инвалидско, законот за здравствено осигурување, правилниците, законот за работни односи, да не го забравиме, и така натаму и така натаму. Така што сето ова сега вака кога ги растргаме, би рекол, каменчињата од озгоре, да го видиме мозаикот, гледаме дека е составено многу сликички. И затоа јас секогаш велам систем. Ова е буквално еден систем кој што во одредени аспекти не е ни море, туку е океан, кој што треба да обедини многу делови од правото и од други обществени активности. Така што ти благодарам на одговорот и кај тебе кога ти зборуваш, мене милион примери и милион прашања ми се поставуваат. Едно кој е директно сега реторички ќе го поставам, не дека барам одговор, но реторички ќе го поставам, е дека што правиме во ситуација кога според мои информации, земете ги моите информации како лични, субјективни, но според мои информации, поголемиот дел од државни здравствени институции немаат направено проценки на ризик.
Како тогаш да, всушност, кога ќе дојде инспекција да ја провери повредата на работа во конкретниот случај, како ќе постапи во тој случај? Во случај кога нема проценка на ризик, во случај кога нема утврдено зголемено ниво на ризик, во случај кога работодавецот нема направено изјава за безбедност. Еве да го вклучаме Благоја. Ти благодарам Благоја што се вклучи во нашиот разговор. Кажи ми, како, бидејќи кај тебе се исто членови од синдикатот на клинички центар, како тие ќе постапат, конкретни клиники кога нема проценки на ризик, а пријавуваат, да кажеме, одредени во случајот по точка 408 професионални заболувања, или како да дојдат во ситуација да пријават несреќа на работа, а врз основа на тоа да пријават, да го овозможат правото на признавање на професионална болест. Значи, еве, пред се сакам да ви се извинам на сите за тоа што закаснев. Не знам како, значи ние сме разговарале еве со многу пати со доктор Беговиќ како тоа би се извело. Имав ни една конференција каде што баравне да се воведе ова како професионално заболување, но тогаш на таа конференција се појави и други барања и од други гранки дека и тоа професионално заболување треба да биде за сите работници. Не случајно го поставив ова прашање. Сега ќе ви кажам зашто, затоа што синоќа размислувајќи токму за овој состанок, ми дојде една идеја да истражам малце. Таму каде што имаме сознание и тоа што сме ги добивале како информации од луѓе кои се вработени таму. И кажува вака, еве две прашања до Ангел што после треба да, еве ќе го замолам да ми ги одговори. Например, знаеме дека ковидот е актуелен денеска во неколку градови, меѓу кои е Велес, каде што има драстично пораст на заболени од коронавирусот. Таму има два кластера. Едниот кластер е во Јука конвенцијата, а другиот кластер е во Китго маркетите. Значи, укажува, значи различните информации што ги добиваме укажуваат дека има нерегуларности и непочитување на мерките за заштита при работа и превенција од вирус. Не секогаш се работодавачите криви дека можат да ги натераат вработените во целиот работен ден да ги користат тие мерки, дека нема да заборават некојаш да стават маската или да ги дезинфицираат или измијат рацете, тоа неспорно, но еве, имаме информации, имаме дојави дека во Јука се појавил таков кластер, дека некој заболен од надвор, вработен, заразил некои други колеги таму, истото се случило и во Китго маркетите. Сега, се случува едно значи конфузно решение тука. Зашто? Затоа што многу пати сме разговарале дали патот на ке дома и патот на ке работа и патот до дома, ако ти се случи несреќа, се води како несреќа при работа. Ако е така, ако не се почитуваат мерките за јавен превоз, ако не се почитуваат мерките кои што ги издала владата, ако се заразиш во јавен превоз доека доаѓаш од работа и назад, што се случува, еве, кога ќе го заразиш твојот сопружник, а ти се заразил на работно место? Што дома сигурно никој не ги користи мерките. Дали и тоа ќе се рачуна како професионално заболување? Значи, затоа истражував многу синоќа, многу гледав каде што има такви кластери, ги читав тие кластери и таму каде што имаме и ние дојави како синдикат. И сосема ќе се сложам со Лазар на крај дека невозможно е тој товар да го поднесат работодавачите. Точно е дека треба да се вклучи државата и дел од тој товар или поголемиот дел од тој товар за обештетување на работниците треба да го преземе државата. Но еве случаеви, јас
затоа и се јавив да продискутирам, да прашам како ќе се водат овие случаи кои што се директно заразени на работа или заразиле некој на пат на ке дома или на пат на ке работа или го заразиле својот сопружник кој што работи на некое друго работно место. Во секој случај, во секој случај, прашањата кои ги поставува се легитимни, но она што од друга страна останува како дел од загадка е како вие како работници или како вие како представници ќе го изнајдете патот кон остварување на своите права во овој систем. Затоа ги водиме овие разговори кога зборуваме за ние како професионалци ги утврдивме недореченостите и врз основа на тоа нееднаквоста во правото кога станува збор за поголема група на работници. Значи поголема група на професии, ќе бидам поконкретен, не работници, него професии. Но од друга страна доаѓаме во ситуација дека како што е сега поставен системот, речиси никој не ќе може да го оствари тоа право. Или ако го остварува тоа право, ќе биде право кое е остварено заради виша сила. Заради тоа што ќе го повторам, ќе го сумирам ова што го зборуваше дури и професорката, Лазар го потврди, Ангел исто така го напомна. Значи, за да дојдеш до остварување на ова право, потребно е пред се да пријавиш несреќа на Ангел, да пријави Ангелозијан, или работодавачот да пријави несреќа на работно место. Таа несреќа на работно место, процедурата налага да пополниш 8, 6, 7, колку и да е беа овие 8 образци, да ги однесеш во фондот. Во исто време, само да те прекинам за една секунда, извините му. Од преска ми тежи тоа, значи не несреќа при работа, туку повреда при работа треба да. Оти несреќа е чин кој што може да има повреда, а може да има ништо, и се случи несреќа, меѓутоа поправо си. Јас повреда да е вистинскиот термин, значи дека има одредена болеста предизвикува, меѓутоа и тоа не е соодветно. И тоа не е соодветно. Дали јас сам да речам да не теоретизирам премногу, не, јас ќе го земам твоето. Лазе, јас ќе го земам твоето за исправно, но несреќа на работа е секогаш таа со повреда. Инцидент на работа е тоа што е може, а не може или не мора да биде. Во секој случај повреда, ќе го користам и исправен сум од правен експерт. Значи, повредата на работа морам да ја пријавам за да влезе во системот, за да го остварам моето право. У суштина работодавачот мора да го направи тоа. Што ќе се случи ако работодавачот не го пријави? Дали ќе биде казнет ако во рок од 48 сати не го пријави? Од друга страна, што правиме во ситуација кога ќе дојде инспекторот, ако дојде, нема да кажеме проценка на ризик. И така натаму. Оно што се обидуваме, ајде да свртам обратно работа, оно што се обидуваме како професионалци да го направиме е како да ја помогнеме сами на себе, но и на државата, како да дојдеме во ситуација да го раскрчиме тој пат кој што всушност е сега во моментов доволно нејасен за сите овде присутни. Затоа велам, ако доаѓаме во ситуација да работникот треба да оствари некое свое право, ако треба работодавачот да земе да постапи за да не испадне пенализиран во однос на државата, јас извинете, ама јас од друга страна ги гледам работите, најмалку треба да ги префрламе на државата работите. Затоа што државата сме ние. Доаѓаме во ситуација каде што државата мора да воведе, да кажеме, норми. Значи, осигурувањето е еден од начините како да го направи тоа. Но не смееме да имаме оваа инерција дека се треба да компензираме од страна на буџетот на земјата, затоа што тој, како што го хендлаат луѓево, стално имајте во обзир дека доаѓаат луѓе кои се политички војници, кои не мора многу да разбираат од сето ова за да направат поголема штета. Затоа на крајот, овде во ова мое обраќање, не на крајот на обраќањето на сите, него на овој дел на моето обраќање, сакам повторно да го вклучам, или ако сакаш, Лазар, продолжи ти,
како да им помогнеме на останатите да дојдат во ситуација да максимум извлечат, но да не запаѓаат во лавиринти кои всушност само ќе ги изморат и нема да им дозволат да го остварат своето право. А после тоа ќе одиме се разбере кај професор Стикова, кај Димитров и така натаму. Јас би сакал прво да одговорам на прашањето на Благоја, со тоа да дадам и одговор на ова ти што го кажуваш како дилема која што го поставуваш последново, а тоа е дека одговорот на прашањето почитувам Благоја би бил дека не би требало да се смета по автоматизам дека заболувањето од COVID-19 е професионално заболување. И тоа минатијата недела го разговаравме, го дискутиравме и мислам дека сите кои што бевме на таа дискусија, професорката Стикова многу убаво детално го разглобивме и се согласивме, изградивме заеднички став, а гледам еве дека и Ангел има со главата, па претпоставувам дека и тој во одредена смисла и се слага со тоа, така што не мора да значи дека е тоа професионално заболување и по мене не треба веднаш да се третира. Повторно ќе кажам, точка 408 и точка 407 се речиси идентични. Треба се третира како и секое друго заболување, односно привремено отсуство од работа заради болест. Ако таа болест предизвикува одредени последици кои што се од влијание на работната способност, тогаш имаме веќе ситуација да разговараме за евентуално професионално заболување. Според мене, Милан, сосема е погрешен пристапот не само за COVID-19, туку нека биде каква било друга инфекција, нека биде, не знам, ебола, нека биде, не знам, друг вирус, птичји грип, како беше, свински или не знам, во минатото што се јавија. Еве, грип нека биде друг. Ако ние треба да го активираме системот како да е повреда при работа, тогаш ние имаме проблем. Особено тоа се гледа во вакви ситуации кога е инфлуенца, кога е вирус, кога е овој тип на болест. Значи, по сите дефиниции, зборувам сега правни, па и во делот на Светската здравствена организација, ова не се смета за повреда при работа, туку се смета за заболување кое што може да се стекне на работно место. Во тој аспект, според мене, тоа е мојот став, нема потреба тука да се активира сега таа процедура со сите формулари, со трудова инспекција, со работодавачот да прива. Туку мора да најдеме начин како тоа ќе го изведеме. Веројатно, еве тука може доктор Стикова да помогне, веројатно матичниот доктор или докторите по трудова медицина треба да го констатираат феноменот, односно фактот, не феноменот, сino фактот дека заболувањето, болеста, инфлуенцата е настаната на работно место, а веднаш тука имам се една серија под прашања, а како со 100% сигурност ќе знаеме дека е баш така? Ние може теоретски да дадеме одредена веројатност, да, како што вели Благоја, еден вработен во маркет има такво заболување, па после некои колеги се заболеле. Меѓутоа, замислете, еден од тие колеги имал контакти со некое трето лице надвор на приватна забава, кој што исто така има заразеност од COVID-19. Од кај знаеме ние дали сега се заразил од овој што е на работно место или од овој на приватната забава кај што се појавил вработениот. Не сеќате, имаме тука сега еден момент на тоа од што е од каде е изворот на заболувањето. За да се надмине тоа, треба по закон, значи екс леге, да се признае дека секое заболување, како што е интенцијата, кое што е еве и од овој тип, ако предизвикува одредени последици на работната способност, да се смета дека е во делот на професионално заболување. Малце е радикално ова што го предлагам, меѓутоа не гледам начин како поинаку да се надмине проблемот во однос на дилемите или веројатноста, процентуалната веројатност кој каде како се заразил, бидејќи станува збор не за фактичка несреќа, па повреда, еве го сега тој моментот што го зборев преска, бидејќи не е ова типично таков случај, туку станува збор за нешто невидливо. Во воздухот или си се допрел, си се заразил негде и сега се претпоставува дека си дали таму, дали овде, или воопшто не може да се открие од кај си се заразил. И во таква ситуација, кога не може да се открие, може да биде од работното место. А нема други симптоми, нема други луѓе кои што имале симптоми. Пример, сега дам теоретски, теоретизирам со знанието кои што ги имаме во медицинава досега барем, нели за ова заболување. Така да еве отворам нови дилеми. Така да имаме тука ситуација. Благодарам. Ајде да видиме со професор Стикова. Знам дека од преска неколку пати се спомена вашето име, се надевам дека сите таксативно ќе ги одговорите, а јас нема да го обременувам тој одговор со дополнително и мои прашања. Повелете.
Јас ќе се обидам. И ќе појдам од последната поента, кој е тој што ќе докаже дека навистина се случило на работно место и прашањето го поставува и Благоја. За да одговорам на ова прашање, ќе потенцирам две основни разлики меѓу член 407 и 408. Донесен е нов член 408 затоа што во 407 вели дека услов е парентерален начин на пренесување на инфекција, а COVID не е парентерален начин, не е со инекција, не е го преку респираторен пат и заради тоа е воведен 408. За жал, во 408 е изземена една есенцијална алатка, за која што сме сите ние свесни, а тоа е така наречената епидемиолошка анкета, која што не ја прават нити докторите специјалисти медицина на труд, нити работодавачите, нити синдикатите, туку ја прават епидемиолозите. И вие може би се сеќавате, веројатно не, ќе ве потсетам на една изјава на министерот за здравство, кој што кажа дека некаде околу 217 луѓе во тој момент од заболените со COVID биле здравствени работници, но половината од нив не се заразиле на своето работно место, туку некои други причини и извори. Кој го донесе тој заклучок? Тоа се донесе врз основа на епидемиолошката анкета која што гледате дека во член 400 и во точка 408 таа епидемиолошка анкета е изземена, а таа е всушност есенцијалната алатка која што ќе треба да ни помогне. Епидемиолозите си имаат своји методи на работа, своја стратегија, своји принципи како, но сега пак повторно се создава тој некој формално правен галимат на постапки, во кој што вели дека по целата постапка почнува од подпишувањето на пријавата за несреќа на работа, јас сепак би рекла за несреќа на работа, која што треба да ја подпише. Кога работодавачот ќе знае дека се случила несреќа на работа? Тек кога ќе дојде болеста. Тоа е во интервал од 2 до 14 дена. Значи се создаваат тука редица некои состојби кои што тешко сега би се надминале, не сакам да ги бранам ниту работодавачите, ниту пак работниците, но говорам за право кое што треба да го остварат работниците и кое што треба да биде силно етаблирано. Во делот на таа дискусија на кого да биде, кој да биде и како да биде, јас само би сакала да кажам дека безбедноста и здравјето на работа не е ефтина работа. Тука бара многу вложувања од страна на работодавачите за да спречат појава на професионална болест. Тоа е суштината. Дали е работното место, што рече Милан, прогласено за работно место, па дури и сега во здравството, дали е прогласено за работно место каде што постои зголемен ризик? Знаеме дека такви работни места во овој момент за ковидот немаме. И второто прашање, дали работодавачот сега за ковид, но говорејќи за системот за кој што говореше Лазар, што апсолутно се согласувам со него, дали работодавачот ги превзел сите мерки, дали аргументирано ќе докаже дека ги превзел сите мерки кои што му биле наложени од стручните лица за безбедност на работа и од докторите специјалисти медицина на труд. Ако работодавачот тоа го докаже, тогаш нема професионална болест. За да тоа го докаже, повторно имаме и законски и стручни работи кои што треба да се направат, во чие што средиште, во чие што јадро се наоѓа проценката на ризик на работно место. Обидувајќи се сега, вие гледате дека е многу тешко да ги поврземе несреќата на работа и професионалната болест. Почнува како несреќа, треба да заврши како професионална во Институтот за медицина на труд, кој што пак документите ги враќа до фондот. Што прави фондот? Само утврдува право за 100% пензија. Ќе се обидам сосема накратко да кажам каде како експерт од областа на безбедност и здравје ја наоѓам врската. Ако се потсетиме сите на дефиницијата за повреда на работа по Законот за пензиско инвалидско осигурување, стои дека во поширок смисол на зборот под повреда на работа се подразбираат и акутните труења. Зошто? Затоа што тие се последица на ненадеен, неочекуван, непланиран и несакан настан, кој што довел до некаков инцидент на работа, кој што резултира со акутно труење. Веројатно логиката иде и во овој правец, не би сакала да шпекулирам, ја го консултирав искуството од Словенија, каде што исто почнува како несреќа на работа. Некои полурешенија има и во хрватското законодавство посветено сега на ковид. Така и ковид од страна на работодавачот би требало да биде
не резултат на некаков континуитет, на некакви лоши услови, него резултат на нешто што значи ненадеен, неочекуван, непланиран и несакан настан, кој што довел до можност за инфекција. И веројатно во тој контекст е поидено дека ковидот треба да почне како несреќа на работа. Што е следниот чекор? Ако таа несреќа на работа, тој контакт кој што може да резултира да не дојде до болест, да дојде до асимптоматска болест, лесна или тешка болест, или пак смрт, ако таа болест, значи таа несреќа, тој контакт со вирусот предизвика, она што говоревме минатиот пат, оштетување на здравјето кое што ќе доведат до пореметување на работната способност, тогаш може да говориме за ковид како професионална болест. Значи, но тоа би го знаеле после месец, два, три, дали ќе имаме оштетување на бели дробови, на бубрези, на срце, тоа не можеме да го направиме во овој момент. Од друга страна, силно се залагам и минатиот пат хероите на оваа криза здравствена, социјална, поширока, не е битно, на вистина да бидат обештетени за тоа што го направија сега во борбата за ковидот за да не спасат нас. Ние се наоѓаме во ситуација во која што е прогласена вонредна состојба. И мислам дека треба да се искористи тој механизам, да се донесе некаква, да оставиме процедури, систем, закон, безбедност, повреда, несреќа, пријавување, инспектор, направена проценка, не направен. Сите бевме затечени со оваа ситуација. Фала му на Господа, гледам како да убаво излегуваме од таа ситуација и сега да го направиме обештетувањето. Не за работниците, туку за сите работници кои што на своите работни места добија и се заразија од ковид и треба да се донесе некоја многу пофлексибилна уредба со законска сила во која што ќе се рече во овој период сите работници кои што работеа на работни места, кај што постоеше контакт, да им се признае правото на 100% боловање, тоа е правото кое што сега разговараме, не се тоа големи средства кои што државата не може да ги поднесе, работодавачот исто, затоа што првите 30 дена работодавачот ќе ги плаќа, но разликата е 30%. Да се донесе една таква уредба, да се гарантираат сите работници, гледате дека здравствените работници се заговарат да добијат и 20% зголемување на платата. Се залагам и другите работници да добијат, и тие на каса што работеа, и тие што во фабриките работеа, кои што овозможија сите ние да функционираме за време на кризата и на тој начин да го прескочиме ово. Во рамки на системски мерки, како што вели Лазар, поучени од ова искуство, следниот закон за безбедност и здравје на работа, следните правилници да ги донесеме помудро, да ги донесеме попрофесионално, постручно, за да не доведат утре во некоја друга ситуација, може ќе се случи хемиски инцидент, ние повторно исти дискусии ќе правиме. Сега го имаме ова искуство, предлагам велам да се искористи вонредната ситуација, да се донесе привремена уредба со законско значење, да се направи тоа што може да се направи за сите работници кои што беа на првата линија на одговор со ковидот и после тоа да продолжиме во друг правец, да го подобруваме системот за безбедност и здравје, да вложуваме во превенцијата. Тука е Ангел, посебно ми е драго што е тука и сака да разговараме за безбедноста и здравјето на работниците од аспект на позицијата на работодавачите, затоа што се тие клучот. Ете тоа е, тоа може би било и заклучна поента. Благодарам, Ели, бидејќи неколку пати го споменуваш Ангел, може ли воведат кон тебе, пред да го предам прашање, Ангел, една малу, да бидам ѓаволов адвокат. Обично века работодавачите мора да ги проценат ризиците на работното место. Закон за безбедност и здравје при работа, и тоа е ваша обврска според тој закон. Што ако ризикот ви го донела државата со непревзимање на мерки? Мислам дека твојата Само провокација... превземи го и надополни го нешто сакаш да го кажеш. Мислам дека е твојата провокација, нели, пресериозна. Меѓутоа, верувај ми дека завлага надвор од моите компетенции. Јас знам се обраќам, извини, работодавачите и работниците. Се обраќав на Ангел. На Ангел се обраќав, извини. На Ангел. Да. Извини. Може, да слушам. Така. Значи, ова Милан сега што го каже као провокација, само уште толку додаде мерудија на манџата што сите мешавме денеска.
мојот заклучок е следен. Значи, колку повеќе зборуваме за оваа тема и ја гледаме од различни аспекти, толку повеќе сваќаме дека не може ово да се реши со измена на правилник. Затоа што се сложивме и со Лазе, дека прво не е прифатливо со дефиницијата професионална болест од членот 40 Законот за пенско и инвалидско осигурување. Не е прифатливо, пробавме да го разгледаме прашањето и преку повреда при работа и Закон за безбедност и здравје при работа. И таму се многу работи не одговараат, бидејќи ова се работи за навистина специфична работа кој никој досега не ја предвидел. Ја не верувам дека некој во проценката на ризик на работни места предвидел заразување од некој си вирус и не знам ова што денеска не се случува. И затоа мојот заклучок е најблизок до она што професорката Стикова кажа на крајот. Ова не се решава со измена на правилник со една точка, која е у 90% неприменлива и не кореспондира со другите наши закони. Туку треба посебен закон или посебна уредба со законска сила, каде ќе се предвидат сите овие работи, за да може да биде тоа лекс специјалис. Затоа што не може повреда при работа вели со непосредно и кратко трајно механичко, физичко или хемиско дејство. Значи, повреда работа се случува во тој момент, а професионално заболување вика подолго непосредно влијание на работа, значи на база на вршење на професијата, долго време ја вршам со некои химикали или не знам што, па се доаѓа до професионално заболување. Затоа да не должам многу. Најдобро е ако владата сака ова да го реши. Можеби и Европската унија ќе донесе некој нов стандард за ова прашање. Треба да донесе посебна уредба, бидејќи ова е неприменливо вака само со дофрлање на една точка во правилникот и ние да ги земеме во предвид сите тие работи. И прашањето на Благојче исто така вредеше да се разговара. Ама ако работник се заразил од неговиот колега на работа и ако таму не се применували препораките на владата за работа во услови на ковид, една ствар, ама може да се случи другачие. Ако работодавач го тужи работникот кој е бил заразен и е донесол заразата во фабриката и му нанел огромна штета. Значи, ова не е работа која досега сме ја имале и не може да ја гледаме од аспект на постоечките закони. И јас се надевам дека ево и ова нека биде мал наш допринос до тоа да владата свати дека само со ова не се решава проблемот. Дури не е решен проблемот ни овие најзагрозените луѓето кои работат во медицинскиот персонал и тие во болниците, во инфективните клиники, а камоли па и за другите работници кои ние сега сакаме да ги опфатеме. Нека биде од нас, од мене препорака дека треба посебна уредба со законска сила или ако имаме влада, посебен закон за оваа состојба кај што навистина од сите аспекти ќе се разгледа, ќе учествуваме сите и вие како стручни лица и работодавачи, синдикати, да донесеме применлив закон што не е во судир со останатите закони кои функционираат во оваа област. Ти благодарам, Ангел. Јас сакам да те честам приеска околу проценките на ризик. Обично јас и ти го имаме тој муавет поврзани со проценките на ризик, дали кога да почнеме да ги правиме, за да го реоцениме импактот на коронавирусот на работните места, но да го оставиме тоа за третата епизода. Благоја, што ќе се случи, например, и да ја превршуваме целокупнава, да кажеме, наша оваа средба, на виртуелна средба, не виртуелна, него средба во виртуелниот простор, што ќе се случи ако работодавачот ве тужи дека сте донеле коронавирус? Обично, еве и овој пример минатиот пат него земавме предвид. Што ќе се случи и те молам дали си ти исто на линија дека ова би требало да се некако да се стави смисла на сето ова со нова некоја си уредба со јачина на закон за сето ова да има некоја смисла. Така и јас преска кажав, не се само секогаш работодавачите криви, некојаш се и работниците криви, може да се случи тоа. По постоечките закони имаат право да го тужат работникот за тоа што го загрозил и работниот процес, ако го докажат тоа. Но еве не идеме до таму,
мислам дека овие примери ги даваме што може да се случи и како може да се заглавиме во лавиринти ако идеме по постоечкиве закони и по оваа нова уредба што ја направивме. Значи, убаво кажува, јас потполно се сложувам и со професорката Стикова, и со Ангел, и со Лазар, и со вас, дека со една посебна уредба каде што ќе се обештетат сите работници кои што заболеле од оваа болест со боледувањето од 100%, некој што има последици од тоа ќе видиме во подоцнежен период, ќе имаме време за да се изменат тие правилници, за да знаеме каде се наоѓаме, како се наоѓаме, но мислам дека ќе бидат тие ретки случаеви. Да, сега е време да се направи нешто каде што сите ќе бидеме обештетени во тој дел. Сега, ме интересира, одредени институции се води само ова ме интересира. Во одредени институции само изолацијата се води како не отсуство од работа заради само изолацијата, кога ги тераат луѓето да земат боледување. Како тоа да го решиме? Значи, тоа е еден проблем кој што го имаат одредени работници во одредени институции. Благодарам. Или па им го укинуваат остатокот од одморот што требале да го искористат затоа што биле 14 дена во самоизолација. И ова е веќе реално од секојдневните случаи. Лазар, дали имаш некој совет поврзано со ова и спремајте ги завршните зборови, затоа што ако имате в предвид некаде час и половина веќе разговараме. Јас само би дал краток одговор на Благоја и тоа ќе биде и мојот завршен збор. Мислам дека Ангел даде многу убави поенти и се на линија на моите размислувања претходно и се на линија на тоа што и јас лично се залагам, но и гледам како група, како луѓе секој во својата област имаат заеднички НЗС околу овие поенти. Не би ги повторувал Ангел. Мислам, браво, одлични ги даде и тоа е тоа, според мене, на што треба да се фокусираме во иднина. Имам тука поприлично многу работи кои што можам да ги кажувам околу тоа дали треба со уредба ова да се уреди. Ја уште на 16 март дадов предлог дека сите кои што ќе бидат на првата борбена линија, тогаш во тоа време пред се мислев на здравствените работници, треба да им се овозможи посебен додаток на плата. Значи, меѓутоа, за да се даде додаток на плата, тоа треба да се уреди со колективни договори. Сега да не ја ширам целата тема, Ангел и Благоја веројатно добро разбираат за што зборам, бидејќи они се директни актери и субјекти во колективното преговарање и на национално и на други нивоа во државата. Меѓутоа, да, дека треба дефинитивно нешто да се направи, треба. Она што е во делот на годишен одмор, Благоја, апсолутно нема никаква правна основа да се смета дека само изолацијата 14 дена треба да се користи како годишен одмор. Дефинитивно. Значи, според мене има одредена правна основа да се смета како боледување. Значи, сепак, во спротивно, ако не се смета како боледување, треба да се смета како еден посебен нов вид на платено отсуство. Значи, работникот седи дома, меѓутоа како да не седи, да се смета како да е на работно место и тогаш да ги има сите права во полн обем. Сепак мислам дека во овие околности подобра варијанта, подобро решение и поголема правна логика има да се смета дека е како боледување. Секако ќе биде малку намален износот на доместокот кој што ќе го добие вработениот заради отсуството од работа заради боледување, меѓутоа тоа е тој компромис кој што треба сепак да се излезе во пресвет и на работодавачите, а од друга страна и на работникот да не му се земаат денови од годишен одмор. Мислам, тоа е нонсенс. И за крај, навистина во овој период исплива многу проблеми на површина. Овој COVID-19 не само во делот на безбедност и здравје при работа и во другите области даде една ги забрза некои аномалии кои што постоја, кои што ние ги знаевме, кои што беа можеби подскриени, меѓутоа сега излегува на површина и можам да кажам дека навистина во следниот период ако бидат вклучени вистинските луѓе и притоа со нескромно ќе кажам дека дел од тие луѓе се и овде на оваа сега платформа и се вклучат несуетно од кој да е во иднина актер кој што ќе донесува одлуки, decision maker од аспект на политички фактор на влијание. Навистина мислам дека имаме солидна основа ние како држава, како општество да изградиме добар систем.
доколку луѓето кои што се целиот живот го посветиле на областите каде што се специјалисти, а ние не сме огромен народ од 500 милиарда луѓе, туку сме дали сме и 2 милиона луѓе, значи нашите ресурси човечки не ги користиме навремено и во полн капацитет, тогаш ќе имаме и во иднина или уште многу вакви ситуации каде што ќе треба да дискутираме на вакви или слични платформи. Така да мојот оптимизам зависи од тоа колку луѓето кои што се decision makeri ќе имаат, би рекол, ќе излезат од својата рамка и ќе кажат дајте да ги викнеме луѓето без разлика кој е, каде и што е. Ако го се разбира за таа работа, треба да се покани, да се сослуша, но не само да се сослуша учтиво, туку да се земат во предвид и насоките, забелешките, поентите кои што ги даваме. Не го губиме време во, кажа Милан Саа Типол, за да тоа што немаме друга работа во нашите животи, напротив, го употребуваме времето за да помогнеме. Искрено верувам дека сите сме тука вклучени и во тој дел навистина мислам дека општеството наше мора да се менува и мора да зрее. Благодарам. Благодарам, Лазе. Професионалци да прават, ако го завршиме на претходниот збор, уредби кои би требало да дополниме професор Стикова? Мене, како да ми ги зема зборовите од уста Благоја, навистина имав извонредна можност со еден вака реномиран собир на луѓе, експерти, представници и сега и минатиот пат да разговараме за есенцијални прашања. Зборувавме за многу усогласености и неусогласености и веројатно ова треба да ни биде само научена лекција од искуството досега, дека треба да се создаде поле во кое што низ многу потранспарентен процес професионалците ќе говорат за професионалните проблеми секој од својата област. Затоа што и ние денеска сите отворивме различни прашања кои што соговорникот или соговорниците не го имале предвид, затоа што секој најдобро си ја знае својата работа. Во тој смисол се надевам дека по завршувањето на COVID повторно низ ова што го сугерираме, еден транспарентен процес на дискусија на професионалци, кои што не мора секогаш да се во право, но кои што имаат свое размислување, свое видување, ќе се вклучат во дискусија и расправа, која што ќе доведе на крајот од тој процес до решенија кои што ќе бидат законски, стручни, во интерес на засегнатите актери. Во овој случај говориме во интерес на работодавачите и во интерес на работниците. Тоа би било навистина некакво продолжение на завршните зборови на Лазар и драго ми е што исто размислуваме во однос на процесот и постапката. Благодарам, Ели. Да сумирам вака. Бидејќи Благој даде почетокот на завршните зборови. За сите вработени, за сите професии, понатаму се надополнивме дека би требало да направиме професионалци да направат уредба, да те надополнам тебе преку еден транспарентен процес и Ангел да ја заврши реченицава за на крајов да биде сето ова, да биде дека сме ги вклучили и работодавачите, не за друга. Момент само. Ајде. Јас само сакам да ви кажам дека овие заклучоци сега што и Лаза ги кажа и професорката Стикова за потреба на експерти и стручњаци да се вклучат во донесување на овие закони, важат и за скоро сите уредби што оваа влада во оваа воредна состојба ги донесе. Значи, јас сум отворено кажал неколку пати, не само и тоа што уредбите се менува, туку тие користија изрази кои не се користија во другите наши закони. Значи, применува одредби што се спротивни на закон за работни односи, закон за здравствено осигурување и така натаму и така натаму. Сега јас би просил затоа што ова е и за нив нешто ново, но очигледно дека е потребно кога ќе се донесат вакви уредби со законска сила, а потоа и законите, се надевам дека ќе добиеме и политичка влада и собрание и така натаму. На вистина кога се пишува еден таков акт, мора да се земат во предвид сите поврзани работи, како ние денеска што ги земавме. Го разгледавме ова прашање од најразлични аспекти. Само така може да добиеме закон кој ги биде применлив и јасен за сите за употреба. Значи, ако можам сето ова да го сумирам, што го кажа, да бидат применливи
уредбите. И сега се обидов да фатам, ќе ми извините, нема да звучи можеби како реченица со голема смисла, но се обидов да сетово го ставам. А тоа е за сите вработени, нели? Се разбира тука си работодавачите вклучени, да бидат транспарентно креирани уредби од страна на професионалци кои меѓусебно се почитуваат, ама се тоа да биде направено на јазик кој сите го разбираат. Дали може вака да ја завршам целокупната ова наша дискусија? Ви благодарам уште еднаш, затоа што бевте дел од ова. За мене би рекол дека е посластица, дека е дел кај што јас лично сакам да дискутирам на оваа тема која живот ми значи, но и од друга страна со соговорници кои имаат што да кажат. Вие имавте дефинитивно што да кажете, дефинитивно го заклучивме ова наше говорење од час и половина, и се надевам ова дека ќе биде исклучително корисно за сите останати. Она што веројатно ќе ни престои во следниот период е да ја направиме или драфтираме таа уредба во наводници или да ги дадеме насоките каде што би требало да биде на бенефит на сите. Ви благодарам. Се гледаме следниот пат. Се најдобро. Благодарности до тебе. Благодарност до сите соговорници. Поздрав. Поздрав до сите. Поздрав до сите.